Здраво, другари! Уште еден час со вас, со нас, со сите нас. Бидете чика. Како што можете да забележите, тука имаме една подготовка за часот по математика, внесување на координати во првиот квадрант и пресликување на 2D форми во однос на коса линија на симетрија, коса оска на симетрија, односно коса линија. Па тоа мислам Малку би требало нешто да биде лесно. Да, би требало да биде лесно. Досега сте се запознале со пресликување на 2D форма во однос на хоризонталната и вертикалната оска на симетрија на координатната мрежа, а денес и нешто ново малку да поднаучиме како ќе се преслика формата во овој случај во однос на коса линија која што ќе представува оска на симетрија. горе. Ова после ќе го ставиме. Па немаме магнетчиња доколку имаме магнетчиња. После вие ќе работите нова, добро. Вака се. На овој цртеж гледаме дека имаме нацртано 2D формата квадрат. Да. 2D формата квадрат на координатната мрежа е со темиња А, Б, С, Д. Оваа 2D форма во однос на ова е косата линија која што во координатната мрежа представува оска на симетрија и оваа 2D форма е пресликана во однос на оваа коса линија како оска на симетрија од другата страна. Што гледаме на цртежот? Каква слика добиваме кога пресликуваме 2D форма во однос на коса оска на симетрија? Сликата што ја добиваме од оригиналот е каква е превртена. За разлика од пресликувањето кое што го правиме во однос на вертикалната и хоризонталната оска на симетрија, ако фигурата ја пресликуваме во однос на вертикалната или во однос на хоризонталната оска на симетрија, ја добиваме огледалната форма, односно истата 2D форма. А во овој случај гледаме дека големината на формата е иста, туку смената е само што место положбата, односно насоката на формата е превртена. Сега да објасниме како се прави тоа. Кога правиме пресликување во однос на коса линија, како оска на симетрија, мора да внимаваме на некои работи. Како го правиме тоа? Ги пресликуваме темињата едно по едно. Еве ќе го покажам примерот за темето Д. Како го пресликуваме темето Д? Го поставуваме триаголникот во однос на косата оска на симетрија под, може да кажете под каков агол е? Под агол од 45 степени. Во однос на оваа оска? Под прав Ова агол. е така. Значи го поставуваме линијарот под прав агол од темето кое што сакаме да го пресликаме во однос на оската на симетрија, повлекуваме помошна линија, линиите кои што се означени овде со испрекинато, кои што се нацртани со испрекината линија, се всушност помошните линии кои ни помагаат полесно и поточно да ја пресликаме формата. Може ли на моливче или боичка нешто? Може, се може наставничке. Доаѓа, еве го моливчето. Така, значи, повлекуваме испрекината линија, која што е под прав агол со оската на симетрија и оваа испрекината линија ја продолжуваме од другата страна на оската на симетрија, односно помошната линија што прави? Ја сече оската на симетрија, односно е нормална на оската на симетрија. Да се подсетиме дека нормални прави беа кои прави? Правите кои што се сечат под прав агол. Овде во овој случај имаме ова и оваа права се сечат под прав агол, а правите агли ги обележувавме со кружен лак и точка, така? Да. Може да обележиме уште неколку, вие да обележите уште неколку прави агли овде? Да. На цртежот. И од оваа страна, Така. да ги обележиме и овде. Неколку. Еве. Не мора сите. Ето така. Овде. Да. Еве, овде. За да видат и учениците, за полесно да го воочат правиот агол. Да. Под кој се пресликува формата. Браво, Лина. Така, значи, ги пресликуваме сите темиња и што гледаме друго. Значи, темето Д кој го пресликуваме овде, точката Д, сликата на точката Д запишуваме како D1. Сликата на точката А како А1, сликата на точката С ја запишуваме како C1, сликата што ја добиваме на точката Б запишуваме како B1. Зошто? За да можеме потоа точно да ги поврзиме точките и точно да ја добиеме пресликаната фигура. За пресликувањето да биде точно и прецизно. Дали е довде јасно? Јасно? Да. Така. Ајде, сега вака. Овој хамер сега ќе го Добро.
увеличена. Може ова, да го ставим? Па ќе падне тоа, ако не ни треба тој хамер повеќе. Добро, ако може така. Сега вака. Бидејќи веќе знаеме како се вместуваат координати во првиот квадрант и што значи вместување на координати во првиот квадрант, јас ќе ви ги кажувам координатите, може вака да направиме. Координатите на првата точка ќе ги внесам јас, а координатите на другите две точки да ги внесете вие. Добро. Барам Тама нема некаде да дали ви биде имаме досадно, ли ќе им помогне. острилка. Боичка или нешто било што може и... Еве вака на острена моливче. Значи, координатите на темето А, на фигурата што сега треба да ја нацртаме, се 4 и 1. Што е важно кога ги внесуваме координатите во координатната мрежа? Првата бројка е бројка од која оска? Од иксоска. Така, а втората цифра е цифра од Значи, y-оската. Така, овде ќе биде точката А. ете така. Координатите на точката Б 6 и 1. Координатите на точката Б се 6 и 1, тоа е овде. Така. Овде е точката Б. И координатите на точката С, ајде, Прошита? Тука да, си исто имаш 5, добро, добро, како сакате, 5 и 3. Сакаш? Истото го Како правиме ќе се тука. договорите така? 5 и 3. Ајде сега да ги поврземе точките и да видиме која 2D форма ја добивме. Cool. Добивме рамностран триаголник. Добивме рамностран триаголник со темиња А, Б И С. С. И сега, да го пресликаме овој рамностран триаголник, како во овој пример, во однос на косата линија, како оска на симетрија. Правиме Така, значи го поставуваме прво линијарот под прав под агол. прав агол во однос на точката, во однос на икс-оската и на темето С. Еве, јас ќе Повлекуваме. Ете така. малку ни е Така. тежното овде. Ако ќе се снајдеме, повлекуваме испрекината линија, односно помошна линија. И сега, истата оваа линија ја продолжуваме и на другата страна од икс-оската. Сега Ајде. тука рака. На што друго треба да внимаваме, што заборавивме овде да кажеме, кога ги пресликуваме точките на 2D формата. Треба да внимаваме, значи, колку е А точката оддалечена од оската на симетрија, исто толку треба да биде оддалечена и точката А1 од другата страна на оската на симетрија, за да не излезе нели сликата како правилно како што треба. Ако не го запазиме тоа, тогаш ќе добиеме погрешна пресликана форма. Точно. Ајде сега и на Б. Лина, со моја помош или јас да повлекувам? Ајде. Да, вака. Ми смета овде. Да. Малку е добро, ама ќе се снајде. Ете. Може табла да Сега да ја понатаму да продолжиме линијата. поместим. Координатната мрежа. Зошто е полесно за да пресликуваме 2D форми во координатна мрежа? Дали мораме да го мериме растојанието? Не, значи што ни покажува колку треба да биде оддалечено од едно до друго? Ни покажуваат самите Коцките? така, Квадратчиња. самите квадратчиња ни покажуваат колку треба да биде оддалечен точката од другата страна. На оската на симетрија, сега ни остана уште точката С. Малце вака се. Ајде. Ајде, овде. Те. И тука Значи е точката. С. Овие дали А, Б, С, како ќе бидат овие точки? Што А, кажа? Б, С, 1. А1, Б1 и Се еден. С1. Така, Еве ги вака. ето. И е пресликана. Точно, така, пресликана. Значи, како е пресликана формата? Исто како и кај правоаголникот, свртена од другата страна на оската на симетрија Симетрија. наопако.
Сега, што исто можеме да забележиме? Координатите на точката А се 4 и 1, така? Така. Координатите на точката А1 се кои? 1 и 4 се Така. пресликуваат со обратна... Ете така, значи истите координати што ги имаме на X-овската се пресликуваат и на Y-овската само во обратен ред. Предослед. Јасно е ова? Да. Ајде сега да погледнеме презентација една, да се запознаеме со еден друг вид на Тоа е симетрија. оскина симетрија или Ротациона. ротацијска? Ротацијска симетрија, да. Сега ќе се запознаеме и со еден друг вид на симетрија, ротацијска симетрија. Овој вид на симетрија, ротацијска симетрија, го немаат сите форми. Добро. Ротацијска симетрија имаат обично правилните многоаголници. Што значи ротацијска симетрија? Ротацијска симетрија значи способност на некои 2D форми да се вртат или ротираат. Ротирање значи вртење околу својот центар без при тоа да го менуваат својот изглед. За овие форми велиме дека се ротацијско симетрични. Таква форма која што е ротацијско симетрична е квадратот. Се може малам. Исто формите кои што имаат ротацијска симетрија имаат и ред на ротацијска симетрија. А што е ред на ротацијска симетрија? Тоа е број кој покажува колку пати сликата која се добива при ротирање се совпаѓа со нејзиниот првичен изглед. Првичниот изглед на квадратот е ова, така? Сега, бидејќи за да биде повидливо, центарот на оваа 2D форма е овде. Центарот е всушност што? Местото каде што се пресекуваат, каде што Да. така, каде што се пресекуваат, ова тука што се повлечени да не се познава малку, ќе да ги појачим со. Линиите што се повлечени се всушност што? Тоа се осите на симетрија. И центарот на 2D формата е всушност местото каде што се сечат оските на симетрија. Јасно е ова? Да. Сега да прикажеме што значи ред на ротацијска симетрија. Рековме дека тоа е број кој покажува колку пати сликата која се добива при ротирање се совпаѓа со нејзиниот првичен изглед. Еве го првичниот изглед на сликата и се јас го вртам квадратот. Еднаш, 2 пати, 3 пати, 4 пати. Значи колку пати се совпадна? 4 пати. Така, што значи оваа 2D форма има ред на ротацијска симетрија 4. Ова ствари го скокнавме, еве значи за квадратот кажавме дека е ротацијско симетрична форма, има ред на ротацијска симетрија 4, тоа значи дека кога го свртиме како што покажавме околу неговиот центар, ќе се совпадне 4 пати со својот првичен облик, вклучувајќи и почетната положба. Што друго може да забележиме? Колку оски на симетрија има квадратот? 4. Значи, бројот на оски на симетрија на квадратот се совпаѓа со редот на ротацијска симетрија на квадратот. Оваа правило важи кај повеќето правилни многоаголници. Што се правилни многоаголници? Многоаголници кај кои што сите страни се со еднаква должина. Да. Истото се случува и со правоаголникот. Правоаголникот еве ги оските на симетрија кај правоаголникот, има 2 оски на симетрија, што значи ќе биде од ред на ротацијска симетрија 2. Јасно? Ајде сега да јасно. покажем и со правоаголникот. Како ќе оди вртењето околу неговиот центар, еве го центарот на правоаголникот, еве неговата почетна положба. Значи јас можам да го свртам еднаш и можам да го свртам уште еднаш, при што при овие 2 вртења се поклопува со неговата првобитна положба. Сега пак ќе се вратиме уште еднаш на квадратот. Сакам чисто ваше размислување да слушнам што мислите вие, па после ќе објасниме кој е ефектот на ротирање на квадрат во координатна мрежа. Кој ќе биде ефектот? Ако е овој квадратот, така, го ставам овде во координатната мрежа и ако јас квадратот во координатната мрежа го ротирам, односно што ќе му правам? Ќе го вртам околу неговиот центар. Кој ќе биде ефектот на ротација, односно на пресликување?
Ќе се смени нешто? Не. Не, нешто Значи, место е. квадратот ќе врти, односно ќе ротира во истата местоположба, каде што се наоѓа, меѓутоа што ќе се случи? Ако ова е почетната положба на квадратот, ова е темето А, Да, како што ќе го ротирам квадратот, темето А се помества. така ќе дојде до поместување на темињата. Значи, ефектот на ротацијска симетрија кај квадратот и кај другите форми е всушност тоа што местоположбата не ја менува, големината не ја менува, туку само се менува редоследот на темињата. Јасно? Јасно. Интересно ви беше? Да. И еве тука имаме еден триаголник. Еве го центарот на триаголникот и сега еве ова е рамностран триаголник. Колку ости на симетрија има рамностраниот триаголник? 3. 3 ости на симетрија. Значи го вртам еднаш, два пати. Ова е малку, бидејќи не е картон, малку потешко, два пати. Еднаш, И три два пати. пати и малку потешко се гледа и еве го третиот пат. Освен 2D формите, таков вид на ротацијска симетрија имаат и буквите. Дали сте знаеле за тоа? Да. Така, значи кои букви, една буква, две, ви текнува, ако не јас ќе ви кажам. Ева да речеме Н. Така, и уште една, Па, О Која? може бесконат. Не, Така? о може ако е да, о како е пишана како. и Х буква. Х буквата исто така може, да. Значи, математиката е многу интересна затоа што може да играме не само со бројки, туку може да играме и со букви. буквата Х. За Кога домашно може слободно, како што јас ви дадов координати, учениците сами да си дадат координати на некоја форма, да се нацртат и да вежбат пресликување во однос на косаоска на симетрија. Кога виќе ги спомнавме буквите, следи часот по македонски јазик. Ви благодарам, наставничка. Молам.